Министерството за... Разумна со министерот за транспорт и врски, на кој учествуваат и представници на местна заедница општина, беше и пратеникот од редовите на Главна Републичко собрание. Ние отвориме тема за проектите кои трета година поред да се имплементираат, а тоа е она приоритетна листа што е дадена пред 3 години во однос на Европска инвестициона банка во вредност од 3,5 милиона евра. До сега се реализирани само 150.000 евра, две линии на 601 602. Останатите проекти се во фаза на чекање. Значи, тоа е завршена проектна документација, направена е фише, апликација, завршена експроприација за канализационата мрежа во Речица, направена е исто така апликација за канализационата мрежа во завршување на канализационата мрежа во Дромиња, бидејќи до сега имаме завршено повеќе од 3,5 км, треба да се направи препунна станица и конекција на оваа канализационна мрежа. Исто така направена апликација за ЕПО водовод во согласно со Министерството од пред неколку години, значи овој процес трае, да кажем, повеќе години, за проект кој е во вредност од милион и скоро 700.000 евра. Ќе видиме тоа што ќе каже на јавната набавка. Значи, имаме проект на водовод за уштеда на вода, тоа се 10.000 речиски мери, броила, протокомери, дефектомери, се она што е во служба на тоа да се намали загубата на вода. Останува биде 800-900.000 евра, зависно од набавките кои ќе бидат распишени за водовод во село Пчиња, кој е ставен како приоритет. Направен е проект 2006 година, 2005-2006 година, меѓутоа сега имаме промена на закон во однос на општи акти и линијски инфраструктурни проекти. Дадени се на мислење во Агенција за просторно планирање, очекуваме позитивен одговор да ги коригираме проектите со линијски инфраструктурни проекти и ќе аплицираме, а без да ги пополни фишејата за село Пчиња и канализационата мрежа во село Романовци. Меѓутоа тука имаме заедничко действување со Министерството на екологија, бидејќи во тој проектот треба да се направи и станица за пречистување на отпадни води, бидејќи таму немаме проточна река која би ги прифатила тие отпадни води. Така на овој момент и тоа се работи како линијски инфраструктурен проект, меѓутоа ќе биде заедничко и изградба на мини-пречистителна станица. Значи, ова се проекти кои ќе го заокружат целиот процес. Значи, со ИПА проекти имаме негде дозволено 5 милиона евра, 26-27 километри, првично беа 28, па имаме некои кои се совпаднаа со претходни изведени состојби, така да тука не ќе биде измеѓу 26 и 27 километарска реконструкција изградба на канализационна мрежа. И сега овие новите 3 проекта, 4, во кои може да се вклучи и овај крачето од 150 на метри со бензинската шахта која оди од главниот колектор од Черкези, железничка станица за главниот колектор покрај реката Липковка. На тој начин ќе се заокружи целиот циклус на секојната колекторска мрежа и на овој начин доваѓаме до инвестиција од над 8 милиони евра од наредни години до 2017 година, каде дефинитивно ќе бидат реконструирани и изградени нови мрежи. Сметам дека на добар пат сме, ако немаме поново обструкции како до сега, бидејќи на овие средства од Европска инвестициона банка чекаме повеќе од 2 години. Постојано имаме недоразбирања, комуникацијските односи помеѓу ресорното министерство, градната самоуправа не се баш на завидно ниво и затоа имаме овие пречки, односно секогаш доваѓаме во оваа ситуација. Меѓутоа, тие средства се лимитирани временски и мислам дека е крайно време да бидат искористени, бидејќи супротно не може да бидат употребени во друга насока, ќе мора да бидат вратени назад, што не е ни во корист на Република Македонија.